заменик председател на комисија. Почитувани колеги, убава дебата е и ќе дам кратко свој придонес во истата. Добар е амандман од колега Кадрiju, колеги од ДУИ и сите амандмани кои што се во насока на и на Бедри и на сите, јас. Добар е, меѓутоа и ги поддржиме и јас ќе го поддржам амандманот како заменик член на комисијата и сите амандмани кои што решаваат проблеми на граѓани, меѓутоа изголемување на опфатот на капиталните инвестиции на оваа власт, затоа што тоа е една точка и еден сегмент кој што ние како опозиција овие дена го критикуваме. И јас ќе апелирам и ќе кажам зошто да овие средства и да инсистирам и вие како пратеници и предлагачи од ДУИ, меѓутоа и генерално пратениците во собравието, но и владата да ги реализира овие средства. Зошто ова го зборам? Затоа што, почитувани колеги, лично сметам дека поднасањето на овие два амандмани, кои што едниот во видоизмената форма, другиот исто така во измената форма со иста сума, ги прифати представникот на владата, се класичен популизам што ДУИ сака да го презентира овде. Зошто? Затоа што најпрвин пред неколку месеци гласавме овде дека ребаланс на буџет за 2020 година и исто така пратеничката група на ДУИ поднесе амандман за изградба на кракот 3 од водоводната мрежа во општина Липково. Средствата ги поддржавме, тоа влезе во буџетот, меѓутоа би ги запрашал колегите дали тие средства се искористени и дали кракот 3 во општина Липково започна со реализација, затоа што и тогаш поставив сомнеш дека се прават популистички бичини за да се презентира пред гласачкото тело дека ДУИ се грижи. Од друга страна, на терен реално тие пари не се изреализирани. Зошто? Затоа што хартијата трпи се, па можеме вака да си предлагаме се што сакаме и затоа инсистирам и апелирам како пратеник да се следи реализација на овие средства и двата пата кои што ги предложивте да го видат светлото на денот, а со тоа и граѓаните да го осетат тој бенефит. Дополнително сметам дека е популизам. Зошто? Затоа што министерот за финансии доаѓа токму од ДУИ и ако ДУИ сериозно сакало да изгради нови патишта, квалитетни проекти, сметам дека тоа било првата инстанца каде што требало да се обрати со овие квалитетни проекти, како што рекоа колегите од ДУИ. И она што трето сакам да го кажам е зошто колегите од ДУИ се повикуваат дека ја разбираат ситуацијата, дека сме во пандемија, и тоа го почитувам, така е, меѓутоа двата амандмани кои што се предложени во првична форма кои што ДУИ ги има предложено, се бара кратање на средства во раздел 04001 Влада на Република Македонија во програма П, под програма П1 мерки за справување со COVID-19 кризата. Значи, ако не е ова популизам да се бара да се кратат мерки за справување со COVID-19 од една страна пари, од друга страна да викаат дека се сочувствуваме со кризата која што е владата и гледаме да тие средства бидат што помали. Дополнително што министерот и дополнително што имавме таков случај претходно на прифаќање на амандман од владеачко мнозинство, а средствата за жал не се реализираат. Должен сум како пратеник да го изнесам ова и да апелирам по трет пат сите пратеници заедно пред се пратениците од ДУИ како предлагачи да инсистираат владата да го реализира и овој амандман, патот кој што се предлага и претходниот кој што беше усвоен во видоизмената форма. Благодарам. Благодарам. Прва за реплика Арта Блали.